Секој четврток на Радио Слободна Македонија. Радио Бурек со Јанко Илковски. Од 17 до 18 часот. Драги мои пријатели и пријателки, добар ден. Обично оваа емисија, бидејќи Радио Бурек и како долгогодишен радиоводител, често пати ја користам и за малку хумор, за сатира, за извитоперување на состојбата и согледување на истата од една исчашена перспектива. Ама, како што викаат нашите браќа и сестри од северот, враг однео шалу. Искрено да ви кажам, ова што го гледате, што се случува деновиве со СЈО од вчера па наваму, воопшто не е ни наивно, нити изгледа она кое што се обидува да ни го прикажат. Еве за што се работи. Прво, како започна и се распиша изборите, ВМРО-ДПМН направи еден фантастичен собир во салата Борис Трајковски. Многу цивилизирано, многу културно, на едно ниво, со директни, прецизни најави што е нивната програма, што ќе прават, како ќе прават, зошто ќе прават. Не е ова нешто сега приклонување кон една или друга страна, туку едноставно согледување, дури не ни разговарам за програмата што ќе биде. Туку начинот како медиумски сето тоа беше презентирано. Со многу позитивна енергија, за разлика од претходниот митинг кој го имаше опозицијата, кој беше, па не знам, имам замерки чисто за естетиката. Значи, ја можам овдека не да зборам партиски, чисто за естетиката, како некој се ја спроведува демократијата и на кој начин им се обраќа на граѓаните. ВМРО-ДПМН, мислев дека партиите не можат на едно повисоко ниво од она и мислев дека, искрено бев убеден дека она што СДСМ го направи, дека ВМРО ќе го прави на исти начин, со други бои, со друг дискурс, со други муабети, со други програми, со други реченици. Но ми изненадија пријатно начинот како се во ова беше спроведено, каде беше спроведено. Ми се допадна оние панел дискусии каде што во отворено многу, морам да кажам дека многу ме потсеќа на американскиот републиканскиот стил, што е позитивно, што е одскок во демократијата, што е одскок во комуникацијата, на кој начин се комуницира со јавноста за сопствената работа. Тоа покажува една стабилност, тоа покажува интелект, тоа покажува студиозност во пристапот, како и да е, печатокот беше перфектен. ВМРО-ДПМН добро си ја заврши работата. Она што се зачудив веднаш после митингот на ВМРО-ДПМН кој се случи, беше молкот од опозицијата. Бидејќи редовно и вообичаено знаеме дека кога некоја девојка ќе се облече, дотера штикли во својот сокак, одма љубоморните девојки викаат ова е проститутка, она е простакуша, она дава, она е спонзоруша и така натаму и така натаму. Ништо од овие трач партиски работи немаше ни по медиумите, немаше ни по порталите, едноставно молка е опозицијата. Тогаш мене ми се запалија лед диодите и ми светнаа тие сијалички, што се спрема. Бидејќи е нормално кога имаш еден ваков, бидејќи не можеш да кажеш дека мора да смеат да игнорираат така една силна порака, еден силен митинг и нели после таков митинг обично се дампира. Негативните работи се испревртуваат речениците, онака како што опозицијата сето тоа го правеше и досега. Но тоа е демократија. Точно се испревртуваш и така натаму, целта не бира средства. Тоа е мотото на опозицијата. Ништо поразлично од оно што Адолф Хитлер некогаш го правиш. Бидејќи исчезна тоа, она што си го во комуникацијата на социјалните мрежи, го најавив дека за ден-два, прашање е сега на часови или на денови, кога ќе се појави СЈО, бидејќи СДСМ и неговите медиуми не излегоа, мораше некое тело да изреагира, сигурно не се до толку наивни. И веднаш, ден после тоа,
најава на СЈО за прес во четврток, поточно денеска. Веќе знаевме, веќе тогаш бевме убедени, пресот беше за вчера, денеска има уште еден, значи пресот беше за вчера најавен, и веќе бевме убедени, бев веќе убеден да зборам во своје лице, да не зборам во трето лице, како што опозиционерските раководни, високи функционерски ликови сакаат за себе да говорат во трето лице, да не паѓам во таа замка на самобендисаност. Пресот беше веднаш за некаква девијантност и секако таа девијантност во општеството е исклучиво и само на луѓе од СДСМ. Ништо нема од страна на опозицијата. Нема нивни снимки, нема нивни криминали, очебини, со докази, со се. И одеднаш, добро, која најави СЈО дека ќе има прес, очекувавме, нели, дека нешто такво ќе се случи. Но ова што го презема влегување во ДБК е без преседан. Имено, добро знаете дека НСА прислушкуваше без судски налог цел свет. Па сега замислите откако беше тоа проследено, дали некој јавен обвинител се осмели да влезе во НСА за да побара дали државата прислушкувала? Не. Втора работа. Нашето ДБК нема капацитет за толку многу прислушкувања во тој временски период. Не може да се спори колку сака, се враќаме на старата теза дека Груевски и Мијалков, тоа е тезата на опозицијата, дека Груевски и Мијалков се прислушкувале себе си, бидејќи нели не постојат разговори кои се однесуваат на опозицијата и од опозиционерите. Иако мене, обидувајќи се да го дампираат кога ова го кажа во мојата телевизиска емисија, имаше јавување во стил, па Јанко, ова се само 12% обработени, не знаеме како бе, викам, по рандом, по статистичка грешка, по законите на универзумот, по грешка ќе се извадеше еден разговор снимен на некој од раководните функционери на СДСМ, на опозицијата. Такво нешто до ден денес нема. Очигледно е дека Верушевски по налог на странски фактор со одредена шема и тема во која ни сега нема да навлегуваме, ќе се навратиме на само ова, си прислушкува и го извршија тоа за да ја дискредитираат оваа власт, и тоа не само власта, не само Груевски, туку демонтажа на ВМРО ДПМН. Зошто? Да се демонтира ВМРО ДПМН значи да се изгубат основните и базичните национални интереси. Бидејќи, драги мои, вие може да сте за СДСМ или за ВМРО. Немој да се лажеме дека СДСМ ќе ги зачува име, знаме, идентитет, јазик и така натаму и така натаму. Добро знаеме што направија во минатото, а добро после сево ова со сите радикали кои ги земаа во своите редови, веќе јасна е пораката. Секако и меѓународната заедница која им дава толкава поддршка, само затоа што знае дека тоа ќе биде најдобриот соработник за промена на името, идентитетот на македонскиот народ и затворање на прашањето по голема желба на странскиот фактор, секако пред се Грција, Соединетите држави, подочно администрацијата на Соединетите држави, оваа администрација на Соединетите држави, веќе и таму има нели раслојување. Влегување во ДБК. Што тоа значи? Се они викаат, влеговме во ДБК за да видиме дали да се докаже кој прислушкувал, дали ДБК или странските служби. Тоа е толку наивно, толку непрофесионално, толку бледо да човек му поверува, тоа треба да си боки бургија за да едноставно твојот низок капацитет го прифати како такво. Еве ќе ви прочитам пар работи.
Денешната посета на Катица во УБК е со точна намера и цел. Сака да ги добие сите снимки кои биле изготвени со налог за ПИМ мерки. Значи, они викаат, доаѓаме за прислушкувањето. УБК прислушкува. Она прислушкува и денес, затоа што тоа и е задача. Со прислушкување ти ја обезбедуваш сигурноста и стабилноста на земјата и на општеството. Мораш да ги следиш криминалците. Ја не само што не сум убеден дека тие податоци кога би паднале во нивни раци нема да дојдат во рацете на Заев, на Верушевски и истите да бидат употребени за уцена или за нарушување на безбедносниот систем во Македонија. Видовме дека криминалци беа вмешани во влегувањето во УБК со точно прецизни налози како да постапуваат. Ке се вратам на нив. Значи, денешната посета на Катица во УБК е со точна намера и цел. Сака да ги добие сите снимки кои биле изготвени со налог за ПИМ мерки. Што би се рекло, директна операција на странска разузнавачка служба во нашата. Ако стигне до системот, бидејќи знаете колку се они блиски и сите рапорти им ги даваат на странците, се ја вели не дава рапорт во собрание, не дава на вас народе, не дава на нас новинарите, нема транспарентност. Моите колеги новинари поставуваат точни, прецизни прашања. Зашто сте потрошиле пари? Каде отишле пари? Кого сте вработиле? Зошто тој сте го вработиле? А вработени се исклучиво најрадикални, најдолни, најгнасни, највулгарни партиски кадри од страна на СДСМ, кои плука, кои лично мене ме навредувале со такви вулгарни имиња и реченици и закани, па дури преоѓале и кон моето семејство и моите деца. Но тоа е се за нив демократија. Никако да видиш некој друг новинар, освен оние кои фрлаа кондоми, кои се закануваа со крв на улиците. Ако стигне до системот СЈО да види кој бил опфатен со ПИМ мерки, тоа е крај за службата и државата, а воедно и материјал за продолжување на кризата после 11 декември. Со други зборови, немаат докази дека УБК прислушкувал нелегално. Па затоа мора да бараат она што го има во системот на УБК, бидејќи не се знае што обвинетиот ЗК, која призна вината, снимал по судски налог, а што на своја рака. Барале помош и од земјата производител на опрема, ама производителот без судски налози не работи ништо. Дали НСА со судски налог ја слушаше Ангела Меркел или може би имаше судски налог за да го прислушкува целиот свет? Ова ми е базичната теза на денешнава моја тирада, драги мои, да ви укажам дека воопшто не е наивна ситуацијата во моментов која се случува. Не е ова за истерување некаква правда. Ова е само да кризата после 11, бидејќи не се глупови од опозицијата, они добро знаат, ги имаат рейтинзите и мораат да имаат бекап план ако поминат најмирно изборите и регуларно, исходот е потполно известен. Се знае кој ќе победи. Овде не треба да си симпатизер. Овдека ти е игра Барселона со Турново и треба тикет да попунеш или ти треба бајачка да ти каже или треба да ти се сони. Јасно е, статистиките се си кажуваат. Анкетите многу се јасни, не ги измислив јас. Тие исти ги читаат и едните и другите. Што ќе се случува? Ако ги земат овие снимања кои се со ПИМ мерки, како што беше снимен Заев кога даваш евро за вид 100 и така натаму. Вики, тоа е законски, тоа е по судски налог, имало сомнеш, посомнеш, се оди на суд, а судијата дава дозвола, со таа дозвола,
специјалните служби поставуваат камери и го снимаат. Така видовме како премиер на нашава држава беше уценуван да биде симнат од власт за да дојде некој друг. Конечно, вака или онака, за жал, тој им успеа. Премиерот на Република Македонија, кој вие го избравте, драги мои, одамна не е премиер. Веќе 10-тиот месец истекува. И планот, вака или онака, им е остварен. Но бидејќи има огромни шанси да се врати. Што после 11? Ако ги имаат овие ПИМ мерки, ќе можат да го приклонат севкупното криминално подземје под себе. Со тие ПИМ мерки ќе можат да им помогнат на тоа подземје, бидејќи нормален човек нема да се радикализира. Ако го имаш подземјето со себе, ќе можеш да вршиш дестабилизација на теренот. Значи, екзекуции покрај езера на деца или слично, да вршиш терористички напади и сето тоа, нели, да ја обвинуваш и да се направи таков безбедносен проблем во земјата, да мора да се прогласи кризна состојба, распуштање на парламентот, воведување воредна ситуација, па после со притисок на надворешниот фактор да се стави проблемот на Македонија во Советот за безбедност, каде што ќе се заклучи дека Македонија е безбедносен проблем, дека треба странска интервенција, тоа нема да биде со авиони, со подобрани, туку суптилно ќе се направи, валутни бордови како што ни најавуваа и така натаму. Што ќе се постигне со тоа? Целта е многу јасна, за која можеме и подоста да дебатираме, а тоа е федерализација на Македонија, промена на името, промена на идентитетот, задоволување на страстите на јужниот сосед и смирување на ситуацијата, а оваа Обамина администрација да се може да се ги намести своите ЛГБТ послушници и да си раководи со овој дел од Балканот на своја страна, затоа што ќе има потполно надалечински, неавтентични политичари кои лесно ќе може да ги манипулира. Тие отворено се ставаат во нивна служба, а не во служба на македонскиот народ. Затоа, во овој момент, не само ова, туку се случува и пар работи за да се забошоти се во ова. Сега ќе прочитате и неколку работи дека УБК не соработува. Тоа е таква лага и спин на опозицијата. Тоа е така бедно, смислено, да мислам дека се обраќаат само на прости, неписмен дел од популацијата, кој едноставно ќе го здеме здраво за готово, без да размислува. Но бидејќи македонскиот народ во 90% од случаите размислува за она што ќе му го кажете и ќе излече собствен заклучок, а не вие што ќе му кажете, работите се малку поинаку. Систем е хардвер и софтвер во кој за да ти влезеш во него и да вадиш од базата на податоци, прво лиценци во светот за производство на такви системи за следење и преслушкување имаат неколку компании. Едната е Ериксон. Ериксон, кој ќе ја купите таа, вие добивате една црна, залемена, заварена кутија која не смеете да ја отворите. Нема таму менување RAM, меморија, ставање нов хард диск. Вие не можете ни да имате представа што има внатре. Добивате гаранција од светски лиценциран производител со силна енкрипција и таа енкрипција му припаѓа само нему. Он ви дава да ги користите можностите, но не ви го дава системот. Малце е позезнато. Не, ова си купил автомобил, па сега вади светици, монтира ниски бандажи и така натаму. Не може тоа. Но за ова никој не дебатира. За ова треба самата компанија да даде можност. За да ги добие ПИМ мерките, нема никакво право, ни морално, ни правно, ни етичко. Затоа што во тие ПИМ мерки се стојат зад нив судски налози. Тие судски налози овозможуваат да се следат криминалци и терористи во земјата и да бидат превенирани. Ја не знам дали Боки Бургија, кој ќе има пристап после до ова, има безбедносен сертификат. Имено, знаете, драги мои, за да може вие да влезете во УБК,
треба да имате, само да влезете физички, треба да имате безбедносен сертификат. А тоа е низа на проверки која покажува дека вие, ваши блиски и слично со вашите делања нема да делувате, нити има ризик за делување против државата, народот, нацијата, системот, општеството. Ја не знам, бидејќи СЈО не е транспарентно, ја не знам дали најдлабоките тајни во борбата против криминалот, дрогата, трговијата со луѓе, педофилијата, тероризмот, имаат безбедносни сертификати како специјално јавно обвинителство, па да им се дозволи што сакаат да прават, како да прават. Бидејќи досега се покажа како продолжена рака на СДСМ, бидејќи ЗАЕФ го конечно заќуте, ама до сега секој нивни потек он го најавуваше, па очигледно му рекоа: ало, дечки, смири се малце, ептене очигледно. А кутриот не можеше да издржи да не се пофали. Пофали гзица, кој што викаат помало, нели, која ќе купи нов саат, па ќе ги засука рукавите на минус 20, сите саатот да му го гледаат. Па кога се слика со раката ставена под вратот, демек ја држи за да саатот му се гледа. Не се. СЈО имаше историска шанса сите нас да не придобие, за да истера правдата. Никој, дури и најлутиот ВМРО-вец, ако постојат докази дека некој од власта на ВМРО ДПМН правел криминал, нема да има против тој заради криминал да биде процесиран, да биде суден. Впрочем, оваа власт, ВМРО ДПМН, покажа со годините наназад како и од своите редови, дури многу повеќе од што од опозицијата, и тоа им е голема грешка, ги фаќа, ги елиминира и отстранува криминалците од своите редови и ги осудува. Со време, зато истекнавме доверба. СЈО е неуставна творба. Ова не е празна фраза, драги мои пријатели и пријателки. СЈО не постојат две јавни обвинителства во ниедна земја, во ниедно општество. Но тоа е намерно направено, затоа што ако ние се побуниме, дека и тоа почне да се разгледува на уставен, СЈО опаѓа, а тоа ќе биде добар повод за дестабилизација на земјата. Голема игранка ви се игра пред очи, драги мои пријатели и пријателки. Моја е само да кажам, да прочитам, да анализирам што е можно повеќе, а заклучоците и тоа како вие си ги имате донесено. Никому ова нема да му промени мислење, најмалку дури и на неопределените. Сепак, има луѓе со низок коефициент на интелигенција, со никаков мисловен процес, па има и плашливи луѓе, но тоа се промили. Македонскиот народ многу пострашни работи преживеал од оваа опозиција и од ова дислектично СЈО. Секој четврток на Радио Слободна Македонија. Радио Бурек со Јанко Илковски од 17 до 18 часот. Повторно во живо студиото на Радио Слободна Македонија, јас сум Јанко Илковски. Ова е Радио Бурек кој оди секој четврток од 17 до 18 часот. И сега да се вратиме малце како изгледаше целата акција, поточно не формата на акцијата, туку кој ја изведуваше. Знаете дека СДСМ инсистираше во предизборието да има свој човек на врвот на МВР, за да се спречеле манипулациите. Освен она што сакаа да ја контролираат ситуацијата и ја контролираат со подземјето, направија следнава работа. Имено, професионалците од МВР не беа ангажирани, туку беа ангажирани дел од Алфите, мојот најомилен елитен полициски клуб во безбедностиот систем на држава. Не, стварно ги поштувам тие фраери. Алфите навистина со уличниот криминал се справуваат како ретко кој до сега. Но насловот е Инфомакс ја објави следнава вест и објави фотографија на која се гледаат неколку мина ликови и вели вака:
Овие луѓе вчера сакале со автоматски пушки да направат вооружен инцидент во МВР. Се поизвестни од катастрофален пораз, драстичните разлики во поддршката и сознанието дека се немоćни во догледно време да се надеваат дека по регуларен пат ќе дојдат на власт, предизвикува огромна паника во редовите на СДСМ, а превенствено кај Зоран Заев. Паниката владее во редовите на СДСМ и веќе почнува да станува и сериозна закана за мирот и безбедноста во државата. Имајќи ја во предвид спремноста на секакви сценарија, се со цел бегање од избори, па дури и по цена да се пролее туѓа крв. Вчерашниот обид да се исценира вооружен инцидент во МВР, пишува Инфомакс, само го покажува очајот во кој се наоѓа опозицијата во моментов, чија единствена надеж е исклучително корумпираната Катица Јанева, која наместо да дели правда, учествува во сите предходно подготвени сценарија на СДСМ, со кои опозицијата се надева на уште едно одложување на изборите. Вчера и рано јутринава стана јасно која била причината за Оливер Спасовски да ја наполни единицата Алфи со лица кои позади себе имаат дебели криминални досија. Ова е навистина Инфомакс до детал ги објаснува и по име и презиме. Дотичен Игор П, виш инспектор во единица Алфа, кривична пријава за киднапирање и поседување оружје. Значи, ова се луѓе кои биле отстранети од Алфите заради криминално однесување и Оливер Спасовски нив ги враќа. Слободан Ѓ Лути, виш инспектор во единицата Алфа, кривична пријава за семејно насилство. Горан А Турче, единица Алфа, кривична пријава за престрелка во која е условно осуден. Се јавуваат и други пријави во Крим евиденцијата. Никола В, единица Алфа, кривична пријава за тепачка со смртни последици, осуден на ефективна затворска казна, а потоа помилуван од поранешниот председател Бранко Црвенковски. Далибор Т, претходно избркан од единицата Алфа под сомнение за кражба на запленети патеки, сега самостоен инспектор. Шестиот лик е Горан С. Кисел, самостоен инспектор, има забрана за безбедносен сертификат и не смее да има увид во класифицирани информации во кои спаѓа и наредбата за вршење служба. 7. Алмир Т. виш инспектор, избркан од единицата Алфа поради решенија од дисциплинската комисија за прераспоредување. Злате С. дел од единицата Алфа, кривична пријава за изнуда и грабнување, осуден на условна затворска казна. Горан А. лидер на Алфа Тим, кривична пријава за изнудување и грабнување. Пишува порталот infomax.mk со денешен датум на објава и со фотографија на истите ликови. Драги мои, од сиве овие работи која ќе земете, сериозноста станува уште поголема, уште подлабока. Не е ова само циркус. Циркус е СЈО со нивниот непрофесионализам кој ја немам ништо против СЈО да си работи, да открие криминал. Но од нив очекувам, така, го имаат материјалот, они требаше да го земат материјалот и од тие прислушкувани материјали да излечат заклучоци и да почнат судска постапка. Бидејќи немаат докази за дека оваа власт прислушкувала, освен што излегува неколку врвни челници од страна на опозицијата, кои велеа дека Груевски и Мијалков прислушкувале. Кого прислушкувале? Па себе се прислушкувале. Се извинувам, уште еднаш да прашам. Кого прислушкувале? Кого највише слушавме ние во овие разговори? Груевски. Добро, кој друг? Мијалков. Значи, Груевски и Мијалков се снимале како? Мислам, знаете, ова не е Северина на јахта, па да си ги снима собствените деланија за да се фали.
тезата паѓа во вода на многу начини. Прво, лепењето на снимките, второ, количината на снимките и трето, кој е прислушкуван. УБК има капацитет, но не олкав. Ние кога дознавме за прислушкувањето на NSA во Германија, само во Германија, па тоа е микрон спрема ова што нашето УБК. Испадна дека нашето УБК е поспособно од тајната служба на Германија и Соединетите држави заедно и со поголем капацитет тоа да го прави. И тоа си поминува глад. Никој не размислува. А зошто не размислува? Зошто не дебатира? Затоа што нивото на компјутерска писменост е прилично ниско. Впрочем, јас се уште се држам до она што Заев му го кажа на Груевски во снимката кога му отиде и му рече: дај оставка, ќе објавам снимки. А овој му вика: имаш снимки? Имам снимки. Од кај ти се снимките? Од странски служби. Тогаш тој е еден од ретките мигови кога знам дека Заев не лажеше. Сега, што со те? Што мобилни? Од каде излезе после тезата за мобилни единици? Бидејќи заради блиската соработка помеѓу израелската држава и македонската држава во борба против истите терористи, ИСИС, кои делуваат и овде и таму, од израелската држава се добиени податоци на кој начин и како е извршено прислушкувањето. Израелците не се притресуваат многу на италијанци, на германци, па дури ни на американци. Од таму, после неколку месеци, Никола Груевски излегува и вика дека со мобилни единици е вршено прислушкувањето. Многу јасно, многу едноставно. Како знаеме дека е монтирано? Многу просто. Од сведоштва на неколку ликови, меѓу кои, ќе кажам отворено, мојот пријател Драган Павлович Латас, со кого детално разговарав за една негова снимка, вика: работата е што јас точно се сеќавам на овој разговор и овој разговор воопшто не изгледаше вака. Тоа е дури и разговор кој е небитен, а опозицијата му го извади, СЈО го дозволи тоа, а тоа е неговиот разговор наводен со Ивона Талевска, кој требаше да ги дискредитира двајцата, демек биле во некаква љубовна врска, што е нонсенс, бидејќи се знам и со двајцата. Знам кој со кого е Ивона, знам со кого е Латас. И дали швалерисуе или не швалерисуе. До толку ми се блиски пријатели, за да можам да кажам дали е лага или не е лага. А тој разговор и од нивна потврда е апсолутна лага. Мислам, тие луѓе секој ден се гледаат заедно под исти кров, во две редакции, во Вечер и во Сител, па по телефон ќе се изјавуваат љубов. Мислам, толку е дебилно. Тоа само на некој толку примитивен ум, како нивните врвни Боки Бургија, сега у СЈО, како аналитико, како доказ и слични, народен глас може да поминува и за таква публика. Но билјата е многу поголема. Играта е многу поголема. Овде нема врска. Овде има само една цел. Како да се уништи ВМРО-ДПМН. Бидејќи сватија дека не можат да го уништат ВМРО-ДПМН, дека ВМРО-ДПМН не е партија, дека ВМРО-ДПМН е многу повеќе од партија, дека ВМРО-ДПМН не застапува партиско членство, туку како што е тоа секаде да запа, туку суштината и битот на Македонија. Македонска револуционерна организација која се залага за независна и самостојна Република Македонија. Нешто што ниедна друга партија не го тврди, не се колне во тоа.
Не треба овдека сега големи партиски, епски, државотворни, не знам, реченици да ги изјавувам за да некому му стане јасно. Напротив, толку е очигледно да дури е просто и вулгарно, драги мои. Но ја сега би направил малку здив да земам голтка вода, а потоа би се вратил да видиме што па и оние неутралните, непартиски, значи мислења на едно многу интересно мислење кое не припаѓа со гаранција, и тоа вие самите го знаете, ниту на ВМРО, ниту на СДСМ, а доволно има авторитет за да го слушнеме и незиното мислење. Но веднаш по краткава пауза и малку музика. Туреј Джезвето стави еден чај од камилица. Секој четврток на Радио Слободна Македонија. Радио Бурек со Јанко Илковски. Од 17 до 18 часот. Драги мои пријатели и пријателки, Бурекот е мојот тренд нем од кој не се откажувам. Зошто? Затоа што не морам секогаш сериозно и секоја емисија да ја посветувам на камерни и тешки теми. Бурекот ми овозможува слободно да говорам и за теми надвор од мејнстримот на дневната политика, ми овозможува да одам во астрономија, во религија, во наука, во уметност, работи кои лично мене ми се допаѓаат и ме интересираат, па ме мотивираат да правам емисии и пред се музиката. Но денешнава емисија најмалку има врска со Бурек, затоа што се обидувам да разговарам за многу сериозни работи, затоа што ова е почеток на кампања, ова е почеток на изборите и ова е предвестник на она што ќе се прави. Ја разбирам обиди да биде некој уапсен и така натаму и така натаму. Ја разбирам дека треба да има борба против криминалот и апсолутно ја поддржувам. Верувајте, не ми е гајле. Ако роден мој син направил криминал, има да одговара за тоа. Ако јас сум направил криминал, молам секој оној што има некакви докази и тоа да го направи. Тоа е должност. Не може, мора оној што е исправен, оној што е честен, оној што е добар да се чувствува праведен и заштитен во сопствената земја и со чувство дека оваа земја, ова општество не им дозволува на криминалците. Некој криминалец може да се протнува некоја година, може и повеќе години, но секогаш на крајот да заврши онака како што заслужува. Не само правда на небото, правда и на земјата. А Господ и тоа ни го овозможи. Билјана Ванковска е професор со кој многу лошо стојам. Многу суетна жена, со која тешко излегувам на крај, најблаго кажано. Жената си има собствени проблеми, си имам одреден респект спрема незе, немам пизма, но немам ни огромни симпатии. Сепак, има некои работи кај незе кои не можат да се пренебегнат. Понекогаш знае да забега, понекогаш, но сепак е професор и знае да направи анализа. Мене лично ми се допаѓа анализата, но не мора да значи дека е ова само некое мое лично видување. Туку и вие што ќе го слушнете, излечете заклучок. Сепак е професор и малку повеќе ги мери зборовите од што јас. Јас може би за да бидам и поинтересен понекогаш и по-бомбастично ќе уфрлам по некој збор, колку да ви ги начулам ушите. Но сепак, тезите се трудам да ми бидат праведни и вестинити и никогаш да не користам лаги. Ја, верувајте, не би ни обстанал до сега да ве лажев. Но, не се. Да ја чуеме Билјана Ванковска што вика. За денешната пресконференција на СЈО може да се кажат многу нешта. Но овде ќе си дозволам најнапред еден сосема личен коментар. Дознав дека оној Боки Бургија, откако во колумна ме опиша како Бети Буб на многу недоличен начин, како одговор на мојата посветена на незината, значи, она кажам посветена на Каламити Джейн, имаше она една колумна посветена на Јатица Канева, да не речам Катица Јанева. Па Боки Бургија ја нападна, како што сте забележиле дека некој нешто каже против СЈО и Катица, овие веднаш и многу вулгарно ве напаѓаат.
Значи, на многу недолечен начин, како одговор на мојата посветена на Каламити Джейн. Добил работа од онаа која не личи на Бети Буп. Шегата на страна. Сакав да верувам дека е ова афера на куририте и така ќе ми беше полесно да верувам во непристрастноста на СЈО. За двата нови случаи немам што да кажам, освен дека посакувам, освен прераскажување на телефонски разговори од страна на Фатиме, да презентираат цврсти докази пред судот и виновните да одговараат за корупција и злоупотреба на службената должност. Тешко ми е да признам, ама факт е. Ја истово ова јавно го говорам, затоа и незинава реченица ја прочитам уште еднаш. Значи, за двата нови случаи, Билјана Ванковска вели, немам што да кажам, освен дека посакувам, освен прераскажување на телефонски разговори од страна на Фатиме, да презентираат цврсти докази дека пред судот и виновните да одговараат за корупција и злоупотреба на службената должност. За упадот во УБК, ако добро сватив од пресот, може да се констатира дека станува збор за нов предмет во кој СЈО истражува дали има неовластено истражување со новата опрема од 2015 година, тоест во периодот од нешто повеќе од година дена. Тоа требаше така да го представат, наместо да се чудиме што ова има врска со пуч. Сега ми се наметнуваат неколку нови дилеми. Прво, ако СЈО беше формирано за гонење на дела поврзани со прислушуваните разговори од постар датум, тогаш дали има генерална надлежност и врстековната работа на УБК и другите институции? Свиркачот во наводници Верушевски му ги доставил назаев сите разговори. Од нив произлегуваат индиции за тешки кривични дела сторени од високи владени функционери и тие заслужуваат должна истрага, гонење и судење. Но дали Јанева се плаши дека таа е предмет на незаконско следење на незините комуникации? Дали во таква ситуација воопшто ни е потребно обичното јавно обвинителство и дали специјалното јавно обвинителство го субституира целосно? Со други зборови, драги мои, оваа држава во рамките на уставот и законите формирало јавно обвинителство. И во другите земји секаде има јавни обвинителства. Кога ќе се случи голема коруптивна афера во одредени земји, се формираат специјални јавни обвинители. Дали ме слушавте што кажав? Значи, кога има потреба, се формираат во други земји, се назначуваат специјални јавни обвинители. Не специјално јавно обвинителство. Јавно обвинителство е паралелна институција. Утре ќе побараат паралелна Министерство за култура, паралелно МВР, паралелна Труд и социјала, паралелно АРМ. Дали ме разбирате зошто е неуставно? Дали ме разбирате зошто е толку опасно? Се демонтира државата. Како ќе демонтираш држава? Го рушиш прво уставот. Поставуваш некадарни луѓе кои не знаат ни да читаат, неписмени, со низок просек и на оценки во своето образование и на интелектуалните капацитети, сервилни према надворешниот фактор кој ги манипулира како сака, и поставуваш едно насаду специјално јавно обвинителство, да ви кажам, црно на бело, сватете, не постои во ниедна друга земја. Невозможно е ниедна друга земја да има уште една институција паралелна. Катица Јанева можела да биде избрана како специјален јавен обвинител во рамките на јавното обвинителство и да си користи своји соработници со кои ќе си брка случај. Но во рамките на јавното наше обвинителство,
создадено со закон, со устав, изгласано од парламентот и од позиција, од опозиција, и ојле и дојле. Кога тоа не се прави, така се демонтира држава. Драги мои, федерализација не чека, демонтажа не чека, не чека промена на име, на устав, еднаш го направија. Излекувајте заклучоци. Територијалната поделба не е завршена. Радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија, уредник и водител Јанко Илковски, октомври 20. 2016 година. Секој четврток на Радио Слободна Македонија. Радио Бурек со Јанко Илковски од 17 до 18 часот.